Здраво, добро да уште едно видео, каде што видео ќе збориме за ионски производ на водата. Тема која всушност ја ме разгледал во претходните видеа, но сега ќе направиме посебно видео за нејзе, бидејќи наредното видео всушност ќе биде за pH и битно е ова да се објасни. И да започнеме. Значи знаеме дека водата, молекулата на вода, подлежи на автопротолиза, со процес на автопротолиза, каде што всушност дисоцира на еден водороден ион, односно тоа е само протон, бидејќи нема електрон, и молекула на ОХ, односно хидроксиден ион. Значи тоа е процес на автопротолиза и нормално може да тече и во обратната насока, зависи од условите, но тоа не ни интересира сега. Сега, ова својство на автопротолиза всушност нели рековме дека ја прави водата да биде амфолит, односно да се однесува и како киселина и како база, зависно од условите во кои се наоѓа, така? Значи водата може да биде и киселина и база, односно биде или киселина или да се однесува како база, зависно од условите. И тоа го нарекувавме амфолит. Сега, исто друга интересна работа која спомнавме за вода е дека водата всушност ако имавме само вода, не пренесува струја. Знаеме дека водата пренесува струја, но тоа реков таму кога зборев за некои физичко-хемиски својства на водата. Најчесто, например, таа вода од чешма има некои метали во незе од цевките низ кои поминува, или пак од другата работа, односно поради автопротолизата на водата, постојано се прават иони. Така, значи, постојано се прават иони кои може да пренесуваат електрони. И затоа водата пренесува. Ама, например, ти ако би имал субстанца која што ќе биде 100% само молекули на вода. Значи 100% молекули на вода кои нема да дисоцираат, да речеме дека не се случува ова, да не се случува, тогаш таа вода не би пренесувала струја. Но, без разлика колку и да чистиш, вода, чистиш да правиш дестилација, односно да ги отстрануваш овие протони и хидроксидни иони, колку и да ги отстрануваш, чим ќе прекинеш отстранување, да речеме се одвие некој процес, и сега да речеме прекинуваш. Чим ќе прекинеш, одма ќе се појават нови. Така, одма ќе се појават нови иони. Така што не можеш да направиш водата да нема спроводливост. Едноставно можеш колку толку да ги елиминираш и да ја намалиш проводливоста на водата, но не можеш да ја елиминираш. И повторно сите процеси разградување, односно разложување, зависи од температурата. Така ако ја зголемиш температурата, овој процес поеќе и поеќе ќе се случува автопротолизата, така што ќе имаш поголема концентрација на поголемо количество на хидрониум и хидроксидни иони, така што спроводливоста ќе се зголемува на водата со тек на време. Сега, константната рамнотежа на овој горе процес, така, всушност ќе биде КЦ ќе биде еднакво на концентрацијата на H плюс ионите по концентрацијата на ОH врз концентрацијата на H2O. Сега исто всушност може да се напише дека да имаме H3O плюс, а дека да имаме H2O на квадрат. Тоа е истото, вака само го пишам за да не ме бунам. Значи H плюс, OH минус врз концентрацијата на H2O, а ова пак можеме да го запишеме на следниот начин. Можеме да запишеме дека КC по концентрацијата од H2O, е еднаква на концентрацијата од H плюс по концентрацијата од OH минус. Зашто тоа е едноставно преуредување, така. Ова е едноставна математика, ја обично си го запишам со бројки, например, ако имаш 4 еднакво на 20 делено на 5, така, тогаш 5 по 4 еднакво на 20. Така, и затоа викаме дека концентрацијата на H2O по КЦ е еднаква на тоа што е горе. Така, од таму произлегува ова. Сега, кога добивме тоа, имаме, всушност ова представува еден вид нова константа која ја сме формирале, која нарекуваме ионски производ на водата, која бележиме со KW, W како water, како вода. И ова повторно од десна страна ќе си биде исто, односно ќе биде еднакво
на С од Х плюс по С од ОХ минус. Добро, до тука да речеме дека е јасно. Сега, еден друг факт кој треба да го спомнеме пред да продолжиме е дека во 1 литар вода, например ако земеш еден сад, кој го наполниш со 1 литар вода, така ставиш 1 литар, што е приближно на 1 дециметар кубен. Значи не е баш чисто, ама да речеме дека е приближно. Во 1 литар вода, или 1 дециметар кубен, има 55 приближно 55,5 мол на вода. Така, значи моли на H2O. Или мол е количество субстанца, односно колку атоми има. Сега, кога правиле експерименти во 1 литар вода при температура од 25 степени Целзиусови, значи температурата била 20 степени Целзиусови, измериле дека рамнотежната концентрација на ОХ ионите, така на ОХ или тај речеме на Х, измериле дека концентрацијата на Х плюс ионите е 10 на минус 7 мола во 1 дециметар кубен. Значи концентрацијата на протоните, односно водородните иони, во 1 литар вода при 20 степени Целзиусови било 10 на минус 7. Сега, ако концентрацијата на водородните иони е 10 на минус 7, тогаш колку е на ОХ ионите? Сега тоа е многу едноставно да се одговори, едноставно кога знаете ова дека горе равенката, така колку се добива Х плюс, толку се добива и ОХ минус. Така што ако имаш 1 овдека, ќе имаш 1 и овдека. Бидејќи еднакво количество се добива. Така што концентрацијата на ОХ, односно хидроксидните иони, исто знаеме дека и таа ќе биде 10 на минус 7 мола на дециметар кубен. Значи повторно, ова се одредило експериментално. Земале 1 литар вода, ставиле температура 25 степени Целзиусови и ги измериле овие концентрации. А знаат дека во 1 литар вода има толку молекули вода и така, значи тоа е експериментално направено. Сега, од кога ги имаме овие вредности, можеме да ги внесеме внатре во оваа овдека равенка. Така сега имаме концентрацијата на Х плюс и концентрацијата на ОХ минус. И всушност ако ги внесеме, добиваме тоа е дека е еднакво на 10 на минус 14 мола на дециметар кубен. Односно нема, веќе ги помножиме едно со друго, всушност ќе дојде мол на квадрат и дециметар на 6. И тоа е вредноста на KW, односно ионскиот производ на вода, кој е при нормални услови при 20 степени Целзиусови. Сега, нормално таа се променува многу со температурата. Ако се зголеми температурата, така ако зголеме температурата, ќе порасне и вредноста на KW, KV. За овие бројки всушност ги спомнувам бидејќи ќе бидат важни кога ќе збориме за pH. Значи гледате тука 7, 7 и кога двете се на 7, 7, тоа е неутрално. Сега нема многу да објаснувам, но тоа ќе биде pH 7, што е всушност неутрално, не е ни базно, не е ни кисело. Ако pH е на пример 14, тоа ќе биде многу базно. Ако pH е на пример 1, тоа ќе биде многу кисело. Сега постои друга вредност која можеме да мериме, тоа ќе објасниме во наредното видео, pOH. Така, пазова обратно важност. Мислам 7 пак се е неутрално, но кај pOH 14 е скроз кисело, додека 1 е скроз базно. Ама најчесто ова не се употребува, значи pOH најчесто не се употребува, него се употребува pH во најголем дел од мерењата. Но всушност се две страни на истата паричка. Добро, тоа беше се за видео, се надам дека научивте што ново. Значи, знаеме дека водата дисоцира на протони и хидроксидни иони, односно автопатролиза на водата, со несолка киселина и база. Колку ќе дисоцира зависи од температурата. И ако ја преуредиме равенката за рамнотежна состојба на концентрациите на ионите спрема количеството вода, го добиваме ионскиот производ на водата и експериментално се утврдени вредностите при 25 степени Целзиусови и ако тие ги внесеме у равенката добиваме дадена си вредност.
Ви благодарам што гледавте и ќе се видиме во наредното видео. Довидување.